Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на денешната училница по предметот хемија за 8 оделение. Денешната наставна единица го носи името реакција на неутрализација. Пред да преминеме на главниот поим што представува неутрализацијата, едно мало потсетување од претходните лекции. Сигурно сите знаете дека киселините и базите се хемикали со спротивно хемиско однесување. Што значи тоа? Киселините се соединенија кои што ја обојуваат лакмусовата хартија црвено, а додека пак базите се соединенија кои што ја обојуваат лакмусовата хартија сино. А за споредба на средина имате каква останува бојата на лакмусот во неутрална средина. Таа останува виолетова. Сега од овде потекнува прашањето што би се случило кога овие две меѓусебно спротивни хемикалии ќе се измешаат. Она што се случува е настанува хемиска реакција помеѓу киселината и базата, при што се образува сол, а се ослободува вода. Па од тука доаѓа и дефиницијата за неутрализација дека представува реакција помеѓу киселина и база при што се образува сол и вода. Но за да имаме хемиска реакција на неутрализација, потребно е во хемиска реакција да стапат многу силна киселина со многу силна база. Тогаш добиваме сол која што е неутрална, образува неутрална средина, а се ослободува вода. На оваа слика имате шематски приказ на хемиска реакција помеѓу хлороводородна киселина, која што е силна киселина, и натриум хидроксид, која што представува пример за многу јака база. При оваа реакција се образува натриум хидроксид, сол, неутрална средина, и се ослободува вода. Еве го примерот на реакција што се случува со лакмусовата хартија кога ќе се стави во киселина, таа се обојува црвено. Лакмусовата хартија во база, натриум хидроксид, се обојува сино, а кога овие две хемикалии ќе изреагираат, се добива натриум хлорид, неутрална сол, и вода која што исто е неутрална. Ако овде додадеме лакмусова хартија, таа ќе се обои виолетово, што значи средината е неутрална. Но кога кон натриум хидроксидот би додале поголемо количество од потребното на хлороводородна киселина, тогаш растворот што ќе го добиеме нема да биде неутрален, туку ќе биде кисел, бидејќи во него имаме вишок од хлороводородна киселина, па лакмусовата хартија би се обоила црвено. И вториот случај е кога кон овој раствор од хлороводородна киселина ќе додадеме помало количество од потребното за неутрализација на хлороводородна киселина, тогаш растворот што ќе се добие ќе остане син, бидејќи сме додале помало количество на хлороводородна киселина, имаме вишок од база и затоа лакмусовата хартија се бои сино. Во продолжение, накратко ќе преминеме на YouTube каналот, каде подетално со видеозапис ќе може да видите како се одвива реакцијата на неутрализација меѓу спомнатиот натриум хидроксид и хлороводородна киселина. Овде имаме еден Ерленмаер и во него имаме 25 мл натриум хидроксид. Кон натриум хидроксидот се додаваат неколку капки фенолфталин, кој што исто така е познат индикатор, и тој индикатор ја променува бојата во базна средина, станува розов. Кон овој раствор додаваме неколку капки
на хлороводородна киселина, ја протресуваме да настане мешање на химикалите и меѓу себе да се реагираат и чекаме. По кратко време растворот се обезбојува. Тоа значи настанала некоја хемиска промена. Земаме индикатор да провериме каква средина е. Бидејќи бојата и на црвениот лакмус и на синиот лакмус останува непроменета, тоа значи дека овој раствор што сме го добиле од натриум хлорид е неутрален. Значи, овде е сега станува збор за таа хемиска реакција, се образува натриум хлорид и вода. Ако кон овој раствор додадеме неколку капки натриум хидроксид, видете што се случува со бојата на самиот раствор. Растворот повторно станува розов, бидејќи имаме вишок на база, односно додаваме натриум хидроксид. Практичната примена на неутрализацијата е огромна. Особено значајна е за земјоделието, бидејќи многу земјоделци се соочуваат со проблемот на кисели почви и имаат потреба од неутрализација, нивна неутрализација. Тоа се постигнува со додавање на хемикали кои што покажуваат базни својства. Во земјоделието најчесто користени хемикали се варовникот, кој што представува калциум карбонат, и негасената вар, тоа е калциум оксидот. Овие две супстанци се прашкасти и се дистрибуираат врз почвата со помош на трактори, се сеат врз самата почва и почвата со постепена обработка, со влажнење, меѓусебно мешање ќе настане нејзина неутрализација. Соодветно на претходниот пример кој што го искористивме, реакција на натриум хидроксид со хлороводородна киселина, следува уште еден пример кој што ќе ви го олесни поимот за неутрализација. Значи имаме магнезиум хидроксид, тоа е база, во реакција со сулфурна киселина се добива магнезиум сулфат, сол и вода. Соодветно на ова, ваша задача ќе биде во вашите тетрадки да напишете текстуална равенка на хемиска реакција меѓу калиум хидроксид и углеродна киселина и калциум хидроксид и хлороводородна киселина. Ви благодарам за одвоеното време на оваа виртуелна училница и се надевам дека успешно го совладавте поимот неутрализација.